Дали британскиот сој на COVID-19 е причината за зголемениот број на случаи од коронавирус во последните денови во Прилеп? Преку лабораторијата на МАНУ, досега во Македонија се потврдени 45 случаи на овој сој, од кои што 10 се од градот под Марковите кули. Ако во јануари имавме драстично намалување на заболените и Прилеп имаше само 322 случаи, од почетокот на месецов до денес се регистрирани се 122 нови случаи. Епидемиолозите сепак велат дека немало причина за паника. За сега немало научни докази дека овој сој бил поопасен. За зголемувањето на бројките, според епидемиолозите, виновни биле граѓаните кои во овој период се опуштиле и престанале да ги почитуваат мерките. Секако дека делумно се должи и на побрзото ширење на новиот сој на вирусот, меѓутоа и поголемиот број од ново регистрираните случаи се фамилиарни контакти, заразени се при семејни некои средби, прослави, а и сами сме сведоци, значи на однесувањето на нашите граѓани надвор од домот, односно нивното однесување во кафејаните, во рестораните, се уште имаме сознанија дека се организираат во рестораните некои семејни прослави и покрај забраната за нивно организирање. 7 од случаите со британски сој на COVID-19 во Прилеп се на домашно лекување, а додека тројца се хоспитализирани со средна клиничка слика. За сега во Прилеп се уште можеле да се следат кластерите. Во моментов можеме да ги следиме кластерите, значи се работи главно за фамилиарни, за семејни кластери. Немаме кластери во работни организации се уште, што значи дека таму продолжуваат строго да се почитуваат мерките за заштита од страна на самите работодавачи и работниците секако. Но сепак, доколку се продолжи со оваа динамика, се очекува во наредниот период драстично зголемување на бројот на заразени со COVID-19. Дел од епидемиолозите сметаат дека дури за еден месец може да дојде и до повторно преадаптирање на цели одделенија во болниците како COVID центри. Во Прилеп од почетокот на пандемијата биле регистрирани 4675 заболени, а починале 240 граѓани. Во моментов активни биле 179 случаи, од кои што 22 хоспитализирани. Реинфекции од почетокот на пандемијата до денес имало само 4.